поречки фармер 2024 11 октомври во Самоков со почеток во 10 часот. Тоа е манифестацијата која претендира да стане, веќе е традиционална, меѓутоа која што претендира да стане долга традиција. Целта е една, се разбира, пласман, производство и пласман на домашно здраво органско производство на храна. Гости во студиото Јованче Цетановски, организатор на манифестацијата или еден од организаторите, и Раде Филиповски, кој што е еден од фармерите или излагачите на производи. Па Јована, ќе го отвориш разговорот со добро утро, добре ни дојдовте. 5-та година поред се организира оваа манифестација. Одговара ли на вашите очекувања и оправдува ли целта? Добро утро, добре ве најдовме. Точно така, оваа манифестација по 5-ти пат ја организираме оваа година. Со тоа што направиме пауза за време на короната во една година, како и се тогаш мораше така да биде. Се надеваме дека успешно ќе ни биде и оваа година. Инако од почетокот, пошто веќе по 5-ти пат ќе биде, сметаме дека ја оправдува целта, оправдува нашите замисли, затоа ја почнавме. Какви се замислите, Јованче? Што се ќе биде изложено и пласирано на оваа манифестација? Па, на оваа манифестација, како и минатите години, сакаме да ги изложиме со можност да си купат посетителите сите земјоделски производи што се, вклучувајќи овоштарски, градинарски и други, и сточарски производи од пчеларство. Не е само мед, затоа велам пчеларство, пошто медот е еден од производите. На времето беше само главен, но сега е еден од производи на пчеларите. Ќе има изложено храна, ќе има изложено што се произведува традиционално, нашите домаќинки што ја прават. Можда е подзаборавена, ама кај на се уште стоите и тоа побудува интерес на посетителите да пробаат, а војни да си купат во крајна линија и да прашаат за рецепт. Да, токму поради тоа верувам дека и интересна. Се надевам дека ќе праша за рецепт помладата популација, дека тие ви се бројни гости на оваа манифестација, ништо без фармерите оваа манифестација. Така, Раде Филиповски, тој е фармер од село Горно Круше, порече, така, да. Кога се размислував што е оно што сакаме прво како вовет да ве прашаме за вашата работа, веројатно и прашањето соодветствува на секојдневните предизвици кои што ги имате, како поминува еден ваш работен ден во Порече. Добро утро до сите слушатели, до сите гледачи, па и слушатели. И слушатели. Обично луѓето имаат навика ќе па и по телевизорот, си работат во дома и не слушаат. Еден работен ден на земјоделец е многу напорен. Значи мене, ако ме прашувате, јас станувам во 4:30-5. Заедно станувам. Да, и завршувам во 10:30, 22:30, 11 навечер. Значи тешко е, треба да се работи, али пред се човек треба да има волја, желба за работа, да нема мрза во себе. И да си зацрта некоја цел дека нешто треба да постигне во животот. Односно, човек се родил за да се обележи како позитивна личност. Јас така го сваќам животот мој. И така, се занимавам со земјоделие од кај памтам, али активно од 2000-та година. Пред тоа се занимавав со сточарство, мои овци имавне мандра, бачило, сите тие работи. И тешко. Кај мене, например, јас имам и механизација и трактор, ама во планина работам со култиватор 509. Не може со голем трактор. Може транспорт да се врши, а да се работи со голем трактор не може. И тешко, стварно тешко. Господине Раде, со оглед на тоа дека стануваме во исто време, во 4:30, да. Ние имаме професија која што не знаеме денот што ќе донесе. Како е кај вас? Дали по утрото денот се познава? Точно, знаете ли како денот се познава кога ќе станам јас в село, значи гледам солунска глава сонцето како излегува и ако е ведро се работи. Да. Не се работи кој меѓутоа е така. Значи мора да се работи, мора упорно, мора желба да си ја сакаш работата што е. Кој ви помага? Најмногу ми помага супругата, моите две деца. Мојот син почна да работи со мене од 9 години, а ќерката од 7 години.
Браво. Сега имаме недостаток на работна сила, имаме некои средовечни жени што ги викаме да работат и сум благодарен на нив. Значи ги носам на нива, ги оставам сами да работат, не мора да бидам јас тука присутен. Имам поверење во тие жени, 4-5 жени, значи се снаоѓаме, тешко се снаоѓаме, али сега малку имаме проблем со климатските промени. Климатските промени се еден голем предизвик за човештвото воопшто. Гледаме дел од продуктите кои што ги произведуваат овие наши, и ова е дарот од природата, нели, што се бере. Да. И што мириса приубаво во студиото. Да, тоа е чајот од Иворигано, тука има и планински чај, има костени, има ореви, има прополис, има мед, има лешници, тиква, компир, јаболко, се што може да посака еден човек, особено во овој период од годината. Друг голем предизвик е развојот на земјоделието и оние што треба да дојдат по вас. Јованче, има ли интерес кај следните генерации да останат во родната грудка? На жалост, многу мал интересот. Прво, многу малку ги има. Луѓето, додека беа помлади, отидоа избега, затоа не се живееше во тоа време од земјата тука, па во крајна линија и некоја таков тренд фати, отидоа сите по школи. Тамо се враќаме ние пензионерите. А деца нема и многу тешко. А исто така е проблематично што тамо се многу мали парцелите да може човек да се зафати да произведе нешто со малку. Може само кога за своето семејство да произведеш и нешто више како остане за како размена да направиш со некој. Единствено перспективно е тамо и може да се живее со пчеларството. Имаме во Поречието над 150 и нешто активни пчелари, а негде бројот на пчелни семејства веќе можда би 7000 кошници надминува. Има одлични услови и не само тоа што поречкиот мед, не дека сум од тамо, него слободно може да каже дека е најквалитетниот, а доказ за тоа е што уште додека бевне таа големата држава Југославија, во Поречието сиот мед го земаше Медекс од Љубљана. Како и поголемиот дел од земјоделски продукти од Македонија. Одлични услови даваше тогаш, погодности. Наше беше само до прва железничка станица да го однесеме медот и натамо гајле си немавне. Стигаа парите многу кратко. Наравно, после испитување на дали што се нуди. А тогаш ние знаеме што нудиме. Но нудиме она што дала мајка природа и што собрала вредната пчелка. И овоштарство, особено костенот е застабен во Поречието и проблем имаат костенарите, тоа Раде го чувствува што нема кај да се пласира. Сега и целта ни е покрај другото на ова да ги запознаеме од надвор што има, кој квалитет, некако да ги купците да ги донесеме. Тоа не е целта на оваа манифестација и полека ви реков у почетокот, успеваме, ама тешко оди. Ајде да го вклучиме и Раде. Колку знаеме дека е многу тешко да се произведе, така? Да, но како да се транспортира она што е произведено и како да се одржи? Верувам дека и еден од предизвиците со кои што вие се соочувате за транспортот, споменавте нешто. Да. Да, дека ви е тешко во секојдневното работење, но како да се транспортира поголема количина? До што треба да го исконсумира. До граѓаните. Најдобро би било да се направи патишта кај што има најкаде поголеми насади со костен. Значи костенот, мислам медот и костенот стануваат главна стопанска гранка во Поречието. Али треба патишта. Ако мене ме прашате... Инфраструктурата. Ако мене ме прашате транспортот, јас по сат и пол, костените ми се далеку, од Горно Круше, ги носам со коњ. Не знам дали има фотографија тука доставено, кај што ги носам по сат и пол, 2 вречи, 100 килограми на коњ. Транспортот е голем проблем. Значи, инфраструктурата, градоначалникот го слушав, дали Планска или
прекланска година обети дека ќе направи нешто, некој падо некаде за колка што има на костанови насади, што е реализирано, не сум во тек, не знам. А треба тоа да се направи. Да. Неколку прашања сега поврзани со една идеја која што не знаеме дали профункционира. Каква е цената, Јованче, на продуктите што се нудат во, еве да речеме, на манифестацијата? Па, цената е пазарот ја диктира, мислам дека е прифатлива. Дали се скопски цените? Не. Не се скопски Затоа што во Скопје е поевтино да се облекуваш отколку да јадеш. Не се скопски цените, така да костенот е нека 150 на ден или 120 на не за колку, али здравиот поречки костен е и благ е, квалитетот е неспоредлив со било кој друг костен. Медот 600-700 денари се движи, но цената не е толку важна колку што е важно што е квалитетот. Да. Ја не случајно донесов тука кристализиран мед, ова е од минатата година. Шумски, така да медот не можеме ние 100% да кажеме пчеларите дека ова е од таа или онаа билка, затоа што некако се преклапаат пашите, ние така за пчелите, а пчелата не можеме да ја адресираме, ќе одиш денеска таму, утре таму ќе одиш. И се преклапат, а тоа уште повеќе му дава во квалитет. Да. Го донесов кристализиран затоа што само природниот мед кристализира и кристализира од долу до горе. Колку време му треба да кристализира? Зависи од медот и од температурата. Некако после до 5-6 месеци веќе кристализира и природно на топло може да декристализира, али подеднакво. Не е оние медови, нека ми простат во трговија, по маркетите, што еден дел ќе видиш кристали, другото не, тоа е веќе... Ако објаснете, затоа што ние, како ние сме во случајот лаици, не знаеме, а сакаме мед да... Гаранција да е да пробувам, кој што е чист мед. Гаранција за да добиете, да земете природен мед, тоа е медот да е кристализиран, како горе, така долу, и уште еден додатен услов е да си земате од пчелар, подпознат пчелар. Инако, се друго има можност да биде... Но е несигурно. Да, има несигурно, не кажувам. Идејата што требаше да профункционира е семеен фармер. Во минатите гостувања ние секоја година кога имате можност доаѓате ваши представници од Поречие. Како е правилно, Порече или Поречие? Порече. Да го утврдиме прво тоа. Тоа е Порече. Да, значи секоја година кога има простор и кога можете доаѓаат представници од Порече во нашето студио. Семеен фармер. Тоа беше една идеја која што луѓето кои што живеат во градските средини можат да се договорат со некој од семејствата од Порече и практично да си обезбедат храна во текот на целата година. Сето она што се произведува таму да се носи на трпезата по градовите. Колку тоа профункционира? На зачетоци не, ама има и други некои си проблеми, да речем, например, Самоков, зборувам као центар што манифестацијата таму се одржува, до Скопје е негде околу 70-80 километри или се граничиме со Скопје како голем центар, како главен град и така, не ги вклучувам како локална самоуправа, да речем, пошто од Скопје до Порече има уште неколку не знам, сопишти и така натака, затоа велам како Скопје. Меѓутоа, пат прооден, по него го користиме, ама не може да се транспортира, мораме да одиме на 200 километри. А тие 200 километри не се трошоците исти како и за 70 километри. Да. Главен проблем е за нас, поречаните, патот Скопје, Самоков, преку Националниот парк Јасен, преку премините Кула, каде што се оди со режимски, од до неколку пати во денот. А и како ви ако е метро и пол ширина воден простор има тамо, 10 километри, сиот сличен на макадам, не е макадам асфалтирано, некој пат е асфалтирано, е многу тешко и тоа тешко оди.
Практично не можеме да го добиеме она што го имаме, а и не знаеме што не имаме. можеме да го пласираме, не можеме да го однесеме до потрошувачот. И тоа е проблемот, сега ќе се вратам малку назад, и тоа е проблемот што поречието доста се одсели, луѓето вака вика една поговорка со дво порече. Пошто не можам да го донесам лебот кај мевот, подобро мевот да го донесам кај лебот. Па затоа појдеа по големите градиши и поречието се испразни. Да, српската она стара трбухом Да, за за кухом. жал. Да, тоа е. Таа е преведена. Да. Па и наша судбина исто на овој регион тука. Во пракса е добро, така. во секој случај, ајде да го заокружиме разговорот. Многу убава манифестација е пред вас. Се надевам дека ќе собере навистина голем број на граѓани. Се надевам дека ќе живее и понатаму за, како што веќе започне и раде во својата мисија, да го принесе на помладите, да го продолжат својот, неговиот пат, така? Се надеваме. Да, се надеваме. Се надеваме. Исто така, дека традицијата ќе имате кому да ја пренесете. Благодариме за гостувањето. Ви благодарам. Ако ми дозволите уште една Се секунда разбира, да ви се заблагодариме на отстапениот простор и да искористиме приликава да ги поканиме сите што го сака љубители на убавата природа, љубители на поречието, по потекло поречени, а уште подраго ќе ни биде да дојдат сите што не се поречени да видат. Да видат убавина. Да видат. Едно е да се каже, друго е да се види и да почувствуваат воздухот, да го доволно да го почувствуваат во плюс шмекот на природата. Плюс оваа година 11 октомври е во петок, па некако продолжен викенд може да направат и во крајна линија по една торба костен може да се собират, да си купат тегламети и така натаму. Како од нас потекнуваат од таму, па и знаат како да уживаат во музика, ќе има музичка програма и така натака. Благодариме за гостувањето. Благодариме за гостувањето.